Добар ден. Првата тема за денес е така наречената акција Детонатор. На почетокот сакам да повторам дека СДСМ принципиелно е за борба против криминалот и корупцијата и ние тоа цело време го потенцираме. За жал гледаме дека акцијата Детонатор се губи низ партиските лавиринти. Таму каде што акцијата е спроведена, луѓето се уште живеат во страв. Приведени се само извршителите, а не и налогодавците. А останатиот дел од државата се уште се соочува со вгнезден криминал, поддржан од структурите на власт. Последните 2 дена акцијата се сведува на апсење на машини, покер апарати, а јавноста се уште не добива одговор за политичката одговорност на институциите кои знаеле или морале да знаат дека овој криминал функционира подолго време. Дополнително, се поизразени се информациите во јавноста дека всушност покер апаратите се најдени во објекти, илегални казина на високи функционери на ДПМН, зашто говорат и овие фотографии од Македонска каменица, каде постојат индиции дека е замешан дури и директорот на затворот. Затоа уште еднаш ја повикуваме власта, доследно и неселективно, да ја спроведе акцијата и со тоа да покаже дека ова е вистинска борба против криминалот, а не театар за дневно политички злоупотреби на ВМРО-ДПМН. Втората работа, за која сакаме да го соопштиме партискиот став, е изборот на нов председател на антикорупцијска комисија. Со последната промена на председателот на оваа комисија се потврди фактот дека антикорупцијската комисија, наместо се бори против криминалот, стана механизам за прикривање и оправдување на партискиот криминал на власта. Антикорупцијска стана корупцијска комисија. Најдобра потврда за тоа е молчењето и непостапувањето за финансиската дупка од 3,5 милиони евра и необјавувањето на донаторите од кампањата на ВМРО-ДПМН, што представува законска обврска за која рокот одамна истечен. Но криминалот не може да се сокрие и кога тогаш за тоа ќе одговараат и тие кои што го направиле и тие кои што се обиделе да го прикријат. Благодарам, проведете прашање на двете теми или надвор од темата. Како коментирате сето ова што се случува пред да свири Димитрија Глобус на пресите? Дали станува збор за замајување на јавноста со оглед на фактот што на неколку наврати свештените лица кажуваат дека имаат големи финансиски? Вербата во Бога и религиозните убедувања се најдлабокото интимно чувство на секој поединец со неговата религиозна заедница. И тој однос, според нас, не би требало да се вулгаризира во служба на дневната политика. Ние, за разлика од некои други, не сакаме да се впуштиме во политичко толкување на овие религиозни феномени. И затоа ќе се воздржиме од коментар понатамош. ВМРО-ДПМН го достави во собранието закон за лустрација, повторно го обвини дека не сте конструктивни, не сте познали предlozi. Јас навистина не знам колку пати треба да повториме дека СДСМ е за расчистување со сите оние кои се стекнале со пари, позиција или моќ преку кодошење или на незаконски начин. Исто така не знам колку пати треба да повториме дека СДСМ е против рушењето на уставниот поредок. Не може услов за спроведување на лустрација да биде кршењето на уставот. Тоа е нашиот дефинитивен и конечен став. Благодарам.